ХИВ значеше смрт тогаш, заради тоа што немаше терапија, луѓето набрзо умира. Се плашеа граѓаните да не може да се пренесе, ама тоа беше во минатиот век. Сега имаме точни информации. Прво, ХИВ не може апсолутно лесно не се пренесува, особено не при секојдневни контакти. Значи лицата со ХИВ никаква опасност не представуваат за општеството. Второ, денес со ХИВ се живее до квалитетен живот. Не е како порано, да речеме, ограничен век 10 години, 5 години. Не, со антиретровирусна терапија целосно изедначен животниот век. Тоа исто така е важно да се знае. Меѓутоа, самиот факт дека ние денес ниту едно лице јавно не излегува и не обелоденува, односно не говори за состојаниот ХИВ позитивен статус, ни кажува дека живееме во општество кое што стигматизира, кое што дискриминира. Се додека околу ХИВ постои таков страв и постои фактичка дискриминација, луѓето кои што можеби биле во ризик ќе бидат демотивирани да направат ХИВ тест или ако веќе и направиле ХИВ тест, да отидат и да побараат здравствена заштита. Ние во нашиот образовен систем во моментот немаме сексуално образование, ниту имаме курикулум кој што обезбедува соопфатни информации за ХИВ и што тоа значи, вклучително и мотивирање граѓаните редовно да го прават ХИВ тест. Крадењето на услуги во пракса ќе значи сопирање на истите. Клучна врата во јуни за 15 граѓански организации кои што секојдневно нудат услуги, кои што секојдневно допираат до клиенти, до граѓани кои што се надвор од здравствениот систем. Министерството за здравство повеќе пати изминатите години вети јавно и се обврза дека услугите за превенција насочени на групите кои што се најмаргинализирани во нашето општество, за превенција од ХИВ, ќе ги одржи по повлекувањето на средствата од глобалниот фонд кои што завршуваат на крајот на оваа, односно средината на следната година. Нашата влада, односно Министерството за здравство пред се, а потоа се разбира и парламентот го изгласа тој буџет, скрати 59% од потребниот буџет за превенција и за третман за 2017 година. Глобал фонд се заминува 17 во јуни и ако не се направи корекција на овој буџет, ние алармиравме тогаш, меѓутоа еве и сега повторувам, ние ќе имаме епидемија од ХИВ.